Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, колеги пратеници. Веќе четврти ден разговараме за ребалансот на буџетот на Република Македонија за 2017 година. Основна цел при креирањето на овој ребаланс беше како на најдобар начин да се усогласат разликите меѓу она што представуваше буџетска проекција со носењето на буџетот во 2016 година и она што е остварено во првата половина на 2017 година, како и да се предложи ребаланс на буџет кој што ќе овозможи реализација на политиките што оваа влада како предизборно ветување ги даде на граѓаните на Република Македонија. Со ребалансот ќе се создадат услови за непречено спроведување на финансиските политики на владата, меѓутоа и неопходните средства за сервисирање на потребите на сите граѓани, како и функционирање на економијата во земјата. Приходите од даноците било предвидено да се остваруваат со стапка од 8,9%, но финансии оваа стапка ја проектираат на 6,9%. Вкупните приходи предходната владина гарнитура ги планираше во висина од 187,6 милиарди денари, додека пак со ребалансот на буџетот до крајот на годината се планираат на 184,7 милиарди денари. Расходите во старт биле позиционирани на 206,2 милиарди денари, за да со ребалансот бидат проектирани на 203,3 милиарди денари, што значи дека проектираниот буџетски дефицит од 2,9% од бруто домашниот производ не е зголемен, ако се знае дека претходната влада го позиционираше на 3%. Ребалансот на буџетот е правен врз основа на проекциите на растот на економијата. Првичната проекција за растот на БДП за 2017 година беше предвидена на 3%, меѓутоа, со оглед на констатираната состојба дека растот на бруто домашниот производ во првиот квартал на 2017 година изнесуваше само 0%, проекцијата во ребалансот е 2,8% од БДП. Тоа можеби ви изгледа во проценти помалку и од предвидувањата на Светска банка, која што го таргетираше на ниво од 2,8%, а Народната банка на Република Македонија на 2,7%. Ова е уште еден показател за домаќинско работење на новата влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Во приходниот дел, како што кажа во воведот, намалувањето на приходите е за 1,5%, односно 2 милиарди 907 милиони денари, согласно она што беше остварено во првата половина на годината. Постои реалоцирање на средства меѓу буџетските корисници, а исто така има дополнителна алокација на 1,2 милиарди денари во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување за да се овозможи негово непречено функционирање, односно навремена исплата на пензиите и трошоците за вториот пензијски фонд. Кога зборуваме за генералните политики во ребалансот, има намалување на средствата за непродуктивни трошења. Што значи тоа? Тука пред се има намалување на средствата предвидени за трошење од страна на владата, патувања, дневни и патни трошоци, репрезентации, економски промоции и реклами, освен за гарантираните реклами за кои што постои договор со CNN. Сите овие намалувања во ставката на стоки и услуги се за 10% пониски од она што представуваше првична проекција со носењето на буџетот во 2016 година. Меѓутоа, со ребалансот на буџетот, како што кажав, ќе се исполнат, односно ќе се реализираат политиките што оваа влада ги даде во предизборието на граѓаните на Република Македонија. Што значи тоа? Тоа значи субвенционирање на минималната плата со цел истата да изнесува 12.000 денари и да се однесува на сите граѓани во Република Македонија. Понатаму, во текот на говорот ќе ги наведам и останатите мерки кои што беа предвидени како предизборно ветување, вклучително решавање на проблемот со стечајците, радиодифузната такса, подобрување на одвојување на средства за субвенции и така натаму. Намалувањата во делот на капиталните инвестиции, околу кое главно ги вкрстуваме копјата како пратениците од владеачкото мнозинство со колегите од опозицијата, е последица на тоа што постои успорена динамика во реализација на предвидените капитални инвестиции. Имено за минатата година при носењето на буџетот беа предвидени за капитални инвестиции 26 милиарди 954 милиони денари, а со ребалансот се предвидуваат 23
милиарди 411 милиони денари. Почитувани колеги, ова не е намалување ако се има во предвид дека во првата половина на годината се реализирани само 8,7 милиарди денари од предвидените 26 милиарди денари. Тоа значи дека има намалување на капиталните инвестиции кои имаат успорена динамика на реализација и она што можеше да се скрати од проектот Скопје 2014. Кратење во капитални инвестиции има 300 милиони денари за фасади во центарот на Скопје, 300 милиони денари од службата за општи и заеднички работи која ги финансира зградите на јавната администрација, Факултетот за драмски уметности, Државниот завод за ревизија, Геодетскиот завод, 75 милиони денари за зградата на Финки и Факултетот за физичко образование. Кажав во воведот дека има кратење на пари за непродуктивни трошења во делот за реклами и тоа цели 500 милиони денари. Има деловно кратење на средства во образованието во делот на Кембридж програмата за интерактивни табли, за спортски сали 105 милиони евра и 75 милиони евра во горе наведената зграда на Финки. Меѓутоа, она што представува вистински исчекор и создавање на можност за намалување на сиромаштијата, односно подобрување на животниот стандард на граѓаните на Република Македонија, представува мерката за обезбедување на средства на месечно ниво од 90 милиони денари за обезбедување на минимална плата која би изнесувала 12.000 денари на месечно ниво за сите работници во Република Македонија. Ние бевме сведоци како во минатиот мандат како дел од пратеници во опозиција и предложивме законско решение за да минималната плата се зголеми, особено да се изедначи минималната плата на сите работници, а не како што беше праксата досега, работниците од кожарската, текстилната индустрија да примаат помала минимална плата од она што е објавена во службен вестник, односно за гарантирана минимална плата за работниците од останатите сектори. Значи, се предвидуваат 270 милиони денари за минимална плата, која што ќе изнесува 12.000 денари, повторувам, за сите вработени. Од друга страна, фрустрирачки беше за нас, што како подносители на законот за решавање на проблемот за стечајните работници, го поднесовме минатата година, меѓутоа не беше усвоено тогашното парламентарно мнозинство. Ние дадовме обврска пред овие работници кои што беа останати без работа заради процесот на транзиција на предпријатијата со доминантно државна собственост и сега се предвидува да се реши проблемот на 3000 лица кои што останале без работа. Ова е проблем кој што се повлекува години наназад и конечно овие граѓани ќе можат да здивнат и да им се овозможи подостоинствен живот. Трошоците предвидени со ребалансот на буџетот за оваа ставка изнесуваат 23 милиони денари на месечно ниво. Кажавме дека ќе обезбедиме субвенции во областа на туризмот од 60 милиони денари, кои што ќе се однесуваат за работниците кои што имаат ниски примања, за да можат да одат и тие на годишен одмор. Понатаму, со ребалансот се предвидуваат дополнителни 200 милиони денари за ослободување на граѓаните од радиодифузната такса. Но тоа не значи дека граѓаните кои што досега не си го подмириле долгот, не треба да бидат одговорни и совесни и не треба да ја реализираат својата граѓанска одговорност, односно дека не треба да си ги исплатат досегашните побарувања. Предвидени се 135 милиони денари за поддршка на мали и средни предпријатија. При тоа, она што представуваше привилегија во досегашното владење на ВМРО-ДПМН, односно фаворизирањето на странските инвеститори пред домашните инвеститори, ќе биде минато. Односно, ќе создадеме услови, подеднакви услови за помош како на домашните, така и на странските инвеститори во Република Македонија. Ќе има поддршка за вработувањето од 112 милиони денари. Од ИПА фондовите на основа на донации се планираат дополнителни 500 милиони денари. Тоа значи дека ќе има поголема искористеност на европските фондови, мерка која што бевме сведоци дека во минатиот период не беше искористена. И сега околу она што конкретно представува моја проблематика, секогаш најголем дел одговорите за буџетот го посветувам на ресорот од кој што доаѓам, односно од здравството. Со ребалансот на буџетот се предвидуваат
средства кои ќе изнесуваат 4,94% од бруто домашниот производ, за разлика од 2016 година, кога овој износ бил помал, изнесувал 4,84% од средствата од бруто домашниот производ. Ова представува навестување за тоа дека владата ќе се грижи многу повеќе за издвојување на средства во областа на здравството со цел да се подобрат услугите према граѓаните. Претворено во конкретни бројки, тоа представува износ од 800 милиони денари, од нив 612 милиони денари ќе бидат пренасочени во Фондот за здравствено осигурување, а нешто над 200 милиони денари ќе бидат во Министерството за здравство. И при тоа, колеги пратеници, зголемувањето во здравството изнесува околу 4,3 милиони евра или поточно 270 милиони 888 илјади денари. Значи, прв пат со ребалансот доаѓа до зголемување, се предвидува зголемување на средствата во здравството. Минатата година, кога се правеше ребаланс на буџетот, во овој период беа скратени 9 милиони евра од средствата за Министерството за здравство. При тоа ќе имаме зголемување во делот на капиталните инвестиции за реконструкција и изградба на јавни здравствени установи во износ од 42 милиони 936 илјади денари. Целта на оваа програма е да се подобри здравствената инфраструктура, се со цел подобра и поблиска здравствена услуга до пациентите на нивото на целата Република Македонија. Во делот за медицинска опрема за потребите на јавните здравствени установи имаме зголемување на 981 илјади денари. Целта на оваа инвестиција е купување на нова, технолошки современа опрема, со која ќе се подобри и забрза диагностиката на пациентите и ќе се скрати времето на престој во болница. Со овие средства ќе се купува опрема во болницата, градска општа болница 8 септември во Скопје, Свети Еразмо во Охрид, за аутизам и Центарот за спинална хирургија во Скопје. За напомена, овие средства не се средства од заеми, туку се средства кои што се предвидуваат од основниот буџет. Понатаму, во капиталните инвестиции во сферата на здравството ќе има зголемување за 159 милиони 650 илјади денари за изградба на нов клинички центар Мајка Тереза во Скопје и клиничката болница во Штип. Кога сме кај клиничкиот центар во Скопје, прво е неопходно да се испита исправноста и законитоста на тендерската документација која што беше за тендерот кој што беше спроведен од страна на владата во заминување, односно 2 дена пред заминување на вице-премиерот тогашен Никола Тодоров и екс-министер за здравство, беше распишан тендер тежок 72 милиони евра за изградба на клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Меѓутоа, работите кои што се одвиваат при изградбата на Штипската болница ќе продолжат и понатаму. Почитувани граѓани, колеги пратеници, во неколкуте реплики кои што ги имав на Комисијата за финансирање и буџет кон моите колеги од власта и слушајќи дебатата во оваа пленарна сала, од тука, од оваа говорница, сакам да ги расчистиме дилемите кои што беа така бомбастично пласирани со плакати, со флаери околу средствата од кои според колегите пратеници од опозицијата има кратење. Имено на голема врата од секоја говорница, во секоја ситуација се користи можноста да се каже дека се кратат средства за инсулинска терапија. Почитувани граѓани, не дозволувајте да бидете изманипулирани. Средствата за инсулинска терапија со одлука на владата во заминување беа скратени во март 2017 година. Во износ од 620 милиони денари за набавка на инсулин, глукагон и ленти за мерење на шеќер, износот е намален на 558 милиони денари, односно цели 62 милиони денари. Ова е одлуката на владата во заминување објавена во Службен вестник на Република Македонија. Она што новата влада го направи е зголемување на оваа ставка за 4 милиони денари. Почитувани граѓани, средствата за инсулин не се намалени. Напротив, она кратење што го имаше
претходната власт е зголемено за 4 милиони денари. Понатаму, во делот на вакцини, повторно уште една лага која што беше изнесена од оваа собраниска говорница. Во делот за вакцини, износот од 180 милиони денари се заменува со износот од 144 милиони денари. Ова е одлука на владата во заменување објавена на 28 март 2017 година во Службен весник на Република Македонија. Почитувани граѓани, ние не кратиме средства за вакцини. Тоа го направи владата на ВМРО ДПМН. Сега околу ретките болести. Тука е многу интересна приказната затоа што на секој можен начин власта која се замина, а сегашната опозиција се додворува на најнемоќните, на ранливите категории на граѓани, вклучително и на лицата со ретки болести. Меѓутоа, и минатата година во оваа програма имаше кратење во октомври од цели 50 милиони денари. За да оваа година, со одлука на влада, на 14 март 2017 година, повторно има кратење на 40 милиони денари од програмата за ретки болести. Новата влада, со ребалансот на буџетот, ставката за лекови за ретки болести ја зголемува за скоро 4 милиони денари и тоа се предвидува воведување на 17 нови лекови кои што ќе се користат за третманот на лицата со ретки болести. Исто така, од оваа говорница многу често колегите узурпираат и говорат за кратење на средства од програмата за туберкулоза. Почитувани колеги пратеници, особено ова го адресирам до колегите доктори, вие треба да знаете дека финансирањето на дел од програмите за туберкулоза, маларија и сида е со помош на финансиски средства кои што ги обезбедува Глобалниот фонд. Глобалниот фонд ја напушта Република Македонија во октомври 2017 година. Така да, во склоп на вкупната сума на средства од Глобалниот фонд постои реалокација од една во друга ставка, што значи има одземање на 10 милиони денари од ставката за туберкулоза, меѓутоа во корист на ставката на ХИВ, односно за СИДА. Вие знаете многу убаво дека со носењето на минатиот буџет овде имаше драстично кратење на средствата, со што беше доведено во ризик здравието на граѓаните и можноста од несакани последици, онакви какви што се случија во Романија по заменувањето на Глобал фонд. Имено, со зголемувањето на програмата за ХИВ-СИДА за 10 милиони денари се обезбедуваат средства за антиретровирусна терапија, меѓутоа се обезбедуваат и дополнителни средства за функционирање на сервисите кои што ги делат своите услуги на лицата кои што имаат потреба за истото во поглед на дијагностика, едукација и така натаму. Она што сакам да го кажам со овој ребаланс, прв пат постои зголемување во програмата за кардиоваскуларни заболувања. Во оваа програма има зголемување за цели 17 милиони и 800 илјади денари. Многу значајна мерка која што ќе овозможи да се преземаат превентивни мерки за нешто што представува причина за нависока смртност на граѓаните во Република Македонија. Сега, она што представува вистинско кратење во програмата, во буџетот за здравство, представува кратење кај Дирекцијата за радиациона сигурност, Агенција за квалитет и акредитација на здравствени услуги, реформи на јавната администрација и тоа за патни и дневни трошоци, договорни услуги, материјали и ситен инвентар, привремени вработувања, значи кратење на средства во буџетот за здравството кое што ќе нема негативни импликации врз здравието на граѓаните. Во Фондот за здравствено осигурување има зголемување на средствата за 612 милиони денари, што би значило средства наменети за договорни услуги кон јавните здравствени установи, кои што им пружаат здравствени услуги на граѓаните, меѓутоа и средства за аптеките со кои што Фондот за здравствено осигурување има договори со една и единствена цел — непречено функционирање на здравствениот систем во Република Македонија, како и задоволување на сите потреби на граѓаните во однос на она што представува здравство.
Намалувањето и овде во непродуктивните трошоци од 5 на 1,5 милион денари повторно за патни, дневни расходи, материјали и ситен инвентар. Благодарам.